Почитувани, нов ден, нова измама и нова лага на СДС и Зоран Заев излегува на виделина. Скандалот со САНОС добива огромни размери. Царината потврди дека САНОС нема направено извоз на автобуси, а Заев и неговата влада направиле измама со промоција на нови автобуси. Очигледно, тие свесно ја лажеле и манипулирале јавноста. Оваа потврда, која доаѓа од царината, отвори сериозни сомнежи дека можеби се работи за голем криминал со перење на пари и неоснован поврат на ДДВ. Зоран Заев, со самиот факт што промовираше ваква конструкција од приказна, е класичен соучесник и помагач. Заев самиот кажа дека ќе доделува директни бенефиции од државата за секое ново работно место, за секој нов продукт, за секое ново производство во фирмата САНОС. Тој самиот рече дека му е големо задоволство да биде присутен на промоцијата на автобуси во САНОС. Вистината по се изгледа е сосема поинаква. Вистината е дека нема производство на нови автобуси во САНОС. Вистината е дека нема никаков извоз. Впрочем, каков извоз да се очекува од фирма која според официјалните платоци од Агенцијата за вработување има само тројца вработени. Ова е скандал. Ова е веќе работа со која треба да се позанимава обвинителството. ВМРО ДПМН го повикува пред се јавното обвинителство на Република Македонија, а потоа и МВР и финансиската полиција да постапат согласно нивните законски надлежности и да ја разоткријат сомнителната шема во која и Заев има своја улога. Граѓаните тоа секој ден го гледаат и се уверуваат во лагите и малверзациите на новата влада на СДС и Заев. Граѓаните ова ќе го прекинат со голем пораз кој ќе му го испорачаат на Заев и на СДС на предстојните избори. Ви благодарам.